Добро дојдовте во најновото издание на Попкаст со Мартин Богатиновски. Мојот денешен гостин е отец Зоран Стаменковиќ, свештеник кој служи во црквата Свети Илија во Аеродром, а со кого ќе зборуваме за велигденскиот пост, за искушенијата на современиот човек, за празниците и нивната смисла, за верата во секојдневието, но и за односот на свештениците кон верниците. Гледајте не. Оче Зоран, ви благодарам што прифативте да бидете дел од најновата емисија на Попкаст. Се надевам дека ќе им понудиме на гледачите интересна, но и едукативна емисија. Добре дојдовте. Задоволство ми е секогаш со мојата свеќеничка служба и она што Бог ме повика да служам на народот, на него па на народот, и секогаш ми е задоволство да се обраќам и да со моите можности од Бога што ми дал, да поучуваме. Конкретно и сега во емисијата, овие теми што ќе ги зборуваме, нека се поука и за добробит на нашиот православен народ. Така. Ќе започнам со строгиот пост. Прашањето ми е што навистина значи строгиот пост. Тој епитет строг пост, на што се должи? На самата должина на постот, на самата строгост и во што се разликува од останатите пости? Вака, нашата православна црква имаме 4 големи пости, меѓу кои се најголем и по строгост е Евриденскиот пост, Божичниот пост, Петроите пости и Богородични пости. Самото строг пост се мисли во однос на храната. Но да нема месо и месни производи и млечни исто така производи, чисто на растителна храна. Сега, за време на постот, многу пати ние луѓето претежно и претерано даваме значење на храната. Тоа е добро, да се почита оно што бара црквата, која храна смее, која не смее да се употреба. Така, да. Но што е многу поважно, за време кога почнуваат постите и кога почнуваме да живееме со постот, и конкретно скоро доаѓа Евриденскиот пост и има црквата има припрема сега како недела на Митро Фарисеот, неделата на блудниот син, сега е припрема за Евриденскиот пост. Конкретно се почна сега на недела што помина беше на се мрсеше, сега ова недела е среда, петок се пости, и последната недела пред прочки, таа е бела недела, сирна недела, кога на млечни производи, тоест телото човекот да се полека принавикнува за телесниот пост. Но покрај телесниот, што многу е поважен духовниот пост. Која е смислата на духовниот пост? За време и ван постот, а конкретно за време на постот, ние треба што повеќе да се усилба, да се трудиме, да живееме молитвено, и да се обраќаме кон Бога. И да се трудиме што помалку да се пазиме од гревот. А ние денеска сме сведоци дека ретко некој зборува за гревот, а гревот е причина за сите зла во светот. Како правилно се пости? Така водиме по тие правила на црквата, конкретно за строгиот пост. И она, не знам чие правило да се пости првата и последната недела од постот. Треба да се почитува и кога е ден на масло, кога е ден на вода. Како правилно е неверник? Така, тоа се правило на пост сега црквата одредила, бидејќи за време на кој ќе почне Евриденскиот пост, да кажеме, кој ќе речем Божичниот пост, за разлика од Евриденскиот пост е доста поблаг, и за време на Божичниот пост се дозволува во сабота недела да се јаде риба. И што се празниците, дали Свети Никола, Свети Ѓорѓе, Свети Климент и другите, кои вака со светители кои црквата ги слави, и во самата црква светителите се поделени кашо на наранка, со
Сите се светители, но важноста, конкретно Свети Никола и другите празници кои народ нели слави, тоа се разрешува нели да се за време на празникот нели употребува, иако не е сабота недела, да се потребува да се конзумира риба. Освен храната, со што друго верник треба да пости? Например, пушачите, цигарите треба во тој период да ги види, значи пушењето е порок. Доброволно се луѓето, нели оно конкретно што се брани, ние малку тоа ретко знаеме да се бориме за да нели да не пушиме цигари. Зашто самото пушење цигари нема никаква пример нешто потреба на телото, него човекот со тоа си прави на себе нели зло. А медицински е докажано нели колку е штетно пушењето на цигари. Сега црквата, бидејќи за време на постот, конкретно Велиденски, Божичниот или Петровите Богородични, ми е тогаш, конкретно, кога збориме сега, секој крстен човек, кој е православна вера, нели црквата претно крштава мали дечиња до 7 години, од крштавањето од 7 години се дозволува нели причест без пост. После 7 години треба децата исто да доаѓаат нели на разговор ниспор кај свештеникот. И они треба да се според нивните сили, затоа нели свештеникот е патоводител. Значи секој православен христијанин треба да има духовен отец. За да се добро, да се вратиме ќе зборуваме за тоа за духовните отци. Не гледате, ако веќе зборуваме за строг пост и за строгост, ме интересира што е друго забрането да го наречеме, односно нели храна, мислите? Освен храна. Дали треба дали не знам брачните парови треба да имаат или не треба да имаат? Не, јасно, така. Види, пример, нели, конкретно кога не се за храната, пример, кога е строг пост, кога е пост на вода и без масло, тогаш нема, нели, ни вино не се пие, па право ни ракија. Сега, во сабота недела, бидејќи во сабота недела нема строг пост, само едино велика сабота во годината е строг пост. Нели, саботата пред Воскресението Христово. Значи, во саботите, неделите и празниците, нели, кои се во големо значење, тоа се дозволува, нели, за време на Велиденскиот пост може и малку и вино. И реки, види, се што е умерено. И малку ракичка, не зло, нели, Како за песна. Па, добро, нели, она што е умерено и е добро за човек. Конкретно кога збориме нели се за што може, што не може, има пропишани правила. Треба да спијат заедно брачните парови во време на постот или не? Евак. Бидејќи од Бога сме создадени, нели, мажот и жената се брачна заедница, се мислење има, нели, повеќе, има построги мислења, поблаги. Конкретно, пред да се иде во црква и да се, нели, на служба, тој ден треба да се избегнува брачна обврска. По мене, не можеме ние да браниме, нели, на брачни парови, камо нека има љубов и камо нека се раѓаат деца. Едино, пред да идеме во црква, нели, следниот ден, тој ден, да речеме, пред празникот или на литургија, не би требало, треба да се воздржуваат од брачна обврска младите. Добро, многумина постот го доживуваат како ограничување, ќе речем. Зошто постот, кој треба да води кон слобода, често се доживува како товар? Не само го товар, и многу коментира дека постот го човека, нели, телото се разболува. Баш напротив, за време на постот, нели, телото се очистува од мртвата храна и тогаш е поздраво, но се тоа ќе се постигне ако во духовна смисла, тоест духовно бидеме силни, живееме, нели, духовен живот, молитвено кон Бога, тогаш едно со друго поврзано. И тука не само с храната, пример што јадеме поста и избегуваме мртва храна, но кога ние сме молитвено со Бога и кога душата човекова е спокојна, кога е мирна, тогаш и телото е здраво. И смислата на постот е да се умира страстите,
Се не значи ние се ако нели се воздржуваме од мртва храна, јадеме нели постна храна, но и пак тога ќе кажам и кога јадеме постна храна, ако изедеме 2-3 тањера гравче или нешто друго компри, што било повеќе, тоа веќе не е постно, него и да биде и постна храна, но и умерена. Во текот на постот, особено искушенијата стануваат понагласени. Дали постот ги создава самите искушенија или ги открива оние што веќе постојат во нас, а не сме ги знаеле? Така, значи, кога се иде по Божиот пат, а Божиот пат е тесен и трновит, тогаш искушенијата се поголеми. Но се тоа пак по допуштање, зашто ништо не се случува без допуштање на Бога. Так. Он допушта, сега за да некој биде шампион, он треба да има, нели, спортски се изразиме, тренези силни, да победува и да се качи на горе на тронот. Така и за да се достигне, да бидеме, нели, достојни за во Царството Божјо, треба големи одрекнувања и животот човеков е борба. Значи, секојдневно е борба мисловно, нели, кој ќе полеме денеска луѓето многу страдат мисловно, која е смисла. Нели, она што го нуди ѓаволот, мислите кои вознемируваат, а ние бидејќи не стражариме, не се молиме, не постиме, не се причестуваме, тоа што ние сме лесна мета на нечестивиот ѓаволот и он тогаш многу лесно не лови и тогаш кога ни ги нуди тие секакви мисли кои не вознемируваат, ние ги чуваме од себе и човекот страда и тогаш кој што кажа, кога шом душата и духот е немирен, ети ги болестите на телото. Затоа секој православни христијани треба да си имаме дома Библија, треба секој ден, зашто трчаме, работиме, ќе дојдеме дома, зашто после ручек едно 15 минути не одвоиме семејството, да си читаме Библија, да се обратиме кон Господа Бога, исто пред ручек да се помолиме, па ќе која благост се чувствува во секоја душа и во самото семејство и во тоаш брачните образ, нели мажот жената, кога ќе е Христос секош помеѓу нас, ретко ќе ме расправи, но ние Христа го бракаме. Постот секогаш оди рака под рака со покаяние. Зошто имам, можеби тоа имам само мој впечаток, но еве зошто денешниот човек толку се плаши од покаяние, да искаже дека се кае за тоа што го направил? Значи, светата тајна покаяние исповед е една од 7 свети тајни на нашата света православна црква. Господ Бог, нели, кога дошол на земјата, вели ја додов ради грешниците, а не ради праведниците. Значи, ние сите луѓе секојдневно грешиме, некој повеќе, некој помалку. Се тоа зависи кој како фати смислот на својот живот. Ако е нашиот живот со Бога, нели, со верата, молитвено, тогаш помалку ќе грешиме, но ако сме далеко од Бога, нели, тогаш и гревот конкретно. Денеска луѓето не размислува за последиците за тоа што ќе го направат. И самото, нели, света тајна со покаяние. Човек треба секој, кој што кажа, треба да има духовен нотен свештеник, кај што ќе иде на исповед и на разговор. Преку светата тајна исповед, тука нема свештеникот она што ќе исповеда духовното чедо, верникот. Тоа Бог слуша свештеникот. Ние преку, но да се достигне, нели, за да додеме на исповед, се треба и храброст, со која смисла. Не треба да се плашиме, него со верба во Бога, зашто Бог вели, нели, како што вели Господ, молите од Отче наш, опрости наши гревови, и, нели, како ние што прощаме нашите доници, и да нашите доници, и ние да бараме, нели, од тој што сме грешили, он да ни прости. Вистинското покаяние треба да биде од длабочината на душата со покајнички солзи. Човек кој ќе сознае својата грешност, и ако вистински, како што кажа, од длабочината на душата со покајнички солзи, нели, се покае, тоа е дури посилно и од самата света тајна крштение, зашто на тој начин човекот повторно се раѓа. И на сите нас ни треба исповед, покаяние, а од Бога, нели, на свештеникот дадена власт, нели, да одврзува или не одврзува, свештеникот преку
нели епитимија, духовна казна која наложува според она што грешил нели верникот, му дава на послушание така. и после тоа се чита разрешителна молитва за да може да се причести. Зашто ништо не треба се случува без благослов. За да се причестиме, значи мора да имаме значи пожелно исповед, духовен отец, И пост. па тоа води, значи свещеникот да се пости и преку свещеникот кој ќе заврши верникот на епитимијата, свещеникот му чита различната молитва со петракот на главата и тогаш нели духовното чедо може да пристапи кон светата тајна причест. Да, вие еве го спомнавте исповедта, ја спомнавте, може ли да ни објасните како изгледа една исповед? Доаѓа духовното чедо кај духовниот отец. Не е онака како на филмови, зашто ние сме задоенели со холивудски филмови каде што нели кај римокатолиците во кабина. Просторија, да. Ете, може да ни објасните како изгледа целиот тој процес? Јас имам речеме доста духовни чеда што дадат исповед на мене, но доаѓаат и луѓе кои првпат, нели, сакаат да се исповедат. И ми пристапа, вика оче, вика сакам да се исповедам. Ја прво што го прашувам, дали до сега си имаш исповедано. Пример, ако се нема, ако се нема исповедам, има начин како се обраќам, но ако се, пример, бил некај свещеник на исповед, ја му препорачувам да не менува свещеник, него да се појде кај свещеникот кај што бил на исповед и кај него да се продолжи нали, да иде на исповед и на разговор. Зошто тоа така? Зашто, пример, се он се исповеда кај еден свещеник, он доаѓа кај мене, ја прво го гледам. И се треба од повторно, ако сакам да бидам духовен отец, нали, да го исповедам, да. Нели, тоа е поише практично, но кој доаѓа првпат на исповед, нели, седнуваме и го поучуваме. Добро, треба веројатно и духовното чедо и духовниот отец да си кликнат меѓу себе. Може би направил лош избор. Ама они си бират, вака види, вика како да одбереме, вика духовен отец. Идеме од црква, гледам како свещеникот служи, како се нели беседи, како се однесува, значи ние свещениците не бираме духовни чеда, него верникот си бира духовен отец и треба нели он според него која прати, гледа, она како свещеникот делува, како работи и претежно они значи си бират и многу пати некои други препорачуваат, нели свещеник, подете кај него, мислам, да кажем во практа што е. Секој прв кој ќе дојде дали ако да исповед, нели поучение, нели кажуваме дека светата тајна е нели една седмите покаяние, една седмите свети тајни на нашата црква и кажуваме нели ми луѓето е мал увод да се слободи и нели верникот кој доаѓа пристапа на исповед, но на првата исповед не може се да се долу и се да се искаже. Битно е нали кој водичка ќе почне да тече, поточе па рекичка и така и животот ни за да идеме кон Бога, нели поаѓаме, нели постепено и не може од денес да прескокнуваме, се си има полека на убав начин како да се достигне конкретно се нели и многу прават грешка, ќе почнат да идат од црква, малку ќе спознаат, но мислиме дека и сме големи верници, тоа што погрешно не треба да кажеме сме големи верници и покажам дека грешиме со мисли, со зборови, со дела, нели мислата која мисла не е греф, но мислата која прифатиме тогаш е греф. Со зборови, велам, Господи дал уцата да се разбираме. А не што се случува кога ете истиот човек постојано се исповеда за една иста работа, а не ја менува? Па тоа свещеникот треба да го подучи, види, и кажам, веќе ако сака да му бидам духовен отец, му дам контакт телефон и му кажам, имаш прилика нешто потреба, слободно да ме се јавиш, да ме прашаш, но ако имаш за исповед, мора лично да дојдеш, нели, за исповед. Сега многу луѓе се па и се плашат за некои и се срамат што ги направиле или се плашат срама да ги кажат, но за тоа свещеникот прашува дали твојот однос према родителите, да ги почиташ родителите, пример кој е брак, дали си верен на својата сопруга, на својот маж, дека бракот е светиња, треба да се чува, Бог ни дал деца. Значи тоа што ќе го каже духовното чедо и што ќе го слушне духовниот отец, тоа останува меѓу нив и го дела товарот на два дела. Дури во екстрема, оче убив човек.
Јас сум сведок и на тако нешто, одбиднување, бидно кога како да. Значи вие си молчите. Свещеникот го зима товарот од тој што се исповеда. Јас се зборам А одговорноста за делото? Не, па за тоа се дава епитимија. Што треба да изврши пост, поклони, Исусата молитва, читање од Библијата. Но нема да го пријавите вие во полиција? Не, тоа ако тоа уште не си свещеник. Тоа. Добро. Преминуваме од пост кон Великден. Што всушност славиме за Великден? Ете, повеќе за празникот би сакал да слушнеме. Видиме, Христовото воскресение припремата, со самото, кој што кажа сега пред да почне постот, има припрема за пост. Што почне главниот пост со самите самото она јачина на строгиот пост пред Христовото воскресение, тие 6 недели, последната 7 недела, траса седмица, веќе почнува и самите служби да бидат со значење и содржината за припрема на Великден, Христовото воскресение. Сега смислата на самото Христово воскресение, апостол Павле, ако Христос не воскресна, залуна е вика нашата вера. Конкретно за Христа. Христос, Господ Исус Христос во светот е најоспорувана личност. И напаѓања. Сами се сведоци она што е добро, за жал, човечката природа многу не го сака, а за Христос Бог... Но од друга страна трае 2000 години. Така. Он пред да дојдат на страданијата, раснувањето и воскресението, он 3,5 години бил учител на земјата, правил чуда, лекувал болни, воскреснувал мртви, и се оно што луѓето му се обраќале, он им помагал. Самото негово делување, иако сме сведоци дека правил добрини, тие исти луѓе кои што ќе пречекат цветници празникот со осана во Вишник, тие после наговорени од еврејските старешини ќе викат расни го расни. Самата смисла на воскресението е круна на се, зашто Христос, како што кажам, не воскресна, апостол Павле залуна нашата вера и со тоа припреми на нас пат, зашто Христос кога бил раснат во гробот, бил во гробот и тогаш и се отворили многу гробови луѓе свети влегли во градот Ерусалим. Сега конкретно ова е широка тема. Конкретно нешто прашаме што би... Знаете, конкретно за празникот, преовладува во нашето општество, веројатно и на други места, таа нека еуфорија предвеликденска. Сите зборуваат за тоа колку чини јагнето, колку чини храната, колку поскапеле јајцата. И некако, како да го доживуваме Великден преку обичај и трпеза. Како да е тоа се. Како да не се изгуби духовната суштина во формата? Ако види, пример, обичаите се составен дел на нашите празници. Сега тоа, ако го ставиме, бидејќи малку голем дел од народот сме далеко од Бога и верата и далеко сме од духовниот живот. Претежно се предаваме на телесните материјални уживања, како храна за телото, така и прилагодности кои ни служат за нас. Денеска луѓето тоа претерано се оптеретуваме, а сами сме сведоци дека материјалното не е залог за среќа, за денеска луѓето кажано порано што имале луѓето? Кажано не буквално така скоро ништо, а имале се. А сега имаме се, а немаме ништо. У која смисла? Материјални работи немале многу од домовите, ама бидејќи биле полни со духовно... Сите постале. Јас сеќам кога дете на прича да свеќеник кој ти даде винце, да така ни кажува, ми од радост не спиеме, да се во црква да се причестиме. За разлика сега кога погледнеме колку имаме материјални добра,
ама душите Тоа ни се сега празни. таа еуфорија не фаќа околу Божик и околу Великден. Тогаш се храмовите полни, тогаш сите нели се в црква. Дали е тоа во најмала рака лицемерие? Па се не се во буквално смисла лицемерие, добро се нешто сепак оно самото значење на празникот на рожденството, нели Божич, Христос ќе се роди, за Великден Христос ќе воскресне, самиот дух на празникот, нели тогаш кај луѓето и душата човека и колку она да е далеко од Бога, но сепак и на тие начини кога го прослуваме, сепак има удел нели во нашата нели вера. И човекот тоа се радува. Сега храната како храна нас е потребна. Но не треба, прво треба нели да појдеме во еви Христос. Баре го прво царството Божјо, се друго ќе ви се даде. А ми го бареме оно материјалното царство, кој што кажеме, нели, ако душата не се радува, тогаш и телото не е здраво. И ден по Великден, знаете, тие секогаш ги читаме тие вести колку луѓе се претерале со храна, колку завршиле на токсикологија, колку од само претерување. Така, секојаш имаме секакви луѓе, мислам, карактери. Некои пример умерено си ручат, некои претеруваат и со храна и со пијалот. Постеле 40 дена строг пости се најнаш. Тоа не е добро, кој прво оние кои постеле, нели треба да внимава како се припремаме за постот, нели телото, така и кој ќе да заврши постот, треба телото да го прилагодуваме и нели на таа појака храна да биде умерено, да така здравето или се нарушува. Великден носи порака за победа над смртта, нели? Како таа порака да допре до човек што живее во постојан страв и несигурност? Види, стравот како страв е човечка особина. Но ако е претеран страв, тогаш ети ги проблемите. Бог нас не ни ги создава грижите. Ние сами ги создаваме грижите. Што ќе биде, како ќе биде, па утре кој ќе остарам или ќе заминам, што ќе биде со моите деца. Па и конкретно сега, за разлика од наше време, сеќа мајка ми, ако сум малец, много има постар брат, вика цел ден таму нива копа, на јуљашко ставеника, Тинко вика, Господ те чувал. Значи, она си имала верба у Бога, си работела и Бог не чува. Сегашни генерации на родители претерано се во вознемирен, да не кажам стрес. Наше, конкретно нели детето на храни го облечи, го стави го спиене код мари работи си. А они со тој претеран страв на 10-15 минути идат го дирка детето и они се цело време вознемирени и таа вознемиреност поминува нели и на децата. Значи не треба, кој што кажа, грижата Бог не ни создава, ние самите се создаваме грижата и сами сме си виновни. Треба да си имаме вера у Бога. Ако имаме вера у Бога, не треба ништо да се грижиме и плашиме. Добро, веројатно и сега се сменет и времињата малку, не е како пред 2-30 години. Веројатно тој страв кај родителите и повеќе од оправдан. Едино што има помалку снег зимно време. Времето се време, што не позагаде воздухот у градот, нели, поради знаеме што коли их се работи, нели. Да. По празникот, по Великден, секој невијето продолжува како, нели, да тече животот, но како таа великденска радост да не сгасне по неколку дена? Така, ова многу убаво прашање и конкретно секој го поставаш, нели, кога се Христос кој ќе воскресне, нели, кога се поздравуваме со радосниот нели поздрав Христос воскресе, навистина воскресна, тоа да биде од длабочината на душата со чиста душа и веселост на срцето. А не да биде тоа само не Христос воскресна, не навистина воскресна, но тоа кој ќе го кажеме, да го кажеме со голема љубов, со радост. Да, и со исполнето срце. И понатаму да продолжиме да живееме нели со нашата вера и да се чуваме од гревот. Кој што кажа, што ретко многу малку, кој денеска на телевизија сме слушнали да збори за гревот? Никој. А последиците од гревот секој ден ги слушаме. Да. Легализиране сега гревот се почесто и почесто. Да, па се не можеш да го препознаеш. Од денешно време дојде да се биде нели као
неморален, лош, како напреден си, Да. ако си верник, ако веруваш у Бога и се За трудиш, останац. да, тоа си прост за останац. Да. Тоа Христос дојде во свет полн со неправда и дори и тогаш, еве и сега не дека нешто посебно се е променето. Колку неговата порака денес е жива и актуелна во општеството? Така, во времето на Христа и после неговото воскресение и вознесение, кога почна да се шири неговата блага вест од христијанството, за разлика од денешно време, ќе кажем, во тоа време верата, ширење на христијанската вера, кај луѓето била многу силна и луѓето не ги жалеле своите животи за Христа. И млади, и средновечни, и старци го давале живото за Христа. За разлика ова време кое сега пред второто Христо доаѓање ќе биде пострашно која смисла, зашто овие што се против Бога, Сотоната и неговите слуги на земјата, нивна цел е да човечкиот род го отргнат од Христа. Ние сме сами сведоци и западниот свет што се случува, Европа го избрака Христа. И тоа сакат и сакат и ка нас, тоа, но Господ Бог, ако ние сме мал народ и прославните сме помалобројни, но нашата вера е права, вистинска, па и со самите нивни изјави дека ние прославните сме им број еден непријатели, тоа е за жал, тоа е нивно мислење и желби име да и ние да се окажеме Христа, но Господ Бог кој каже, иако сме мал народ, Бог ќе не сочува да си останеме на правиот вистински пат. Сега порака на Христа, он кроз учењето, поуките на народот, и оставил и кажа многу работи за последните времиња, што ќе се случуваат. Но за тоа Бог нема да е виновен. Ние луѓето. Човекот е единствено создаден со слободна волја. Едино слободната волја Бог не ограничи со 10 заповести. Но денеска човекот својата слободна волја не користи за свое добро, него за своја пропас. И по Божја небеска правда, Бог никога не тера со сила од Царство Божјо. Добре, еден свештеник во една од претходните емисии баш тоа го рече, дека ние само прифаќаме од западот и од светот само она што нас не одговара да го прифатиме, односно што ни го нудат на тацна. А тоа што треба да зашто вели не прифатиме да бидеме работливи како јапонците, зашто таа особина не ја прифатиме, зашто одиме во овие така треба сите народи, конкретно Европа, конкретно православните, да прифаќаме нешто добро. Его браќа Грци, зашто не се гледаме како се чува верата. Да. И браќа Руси и други се малку повеќе помалку. Значи, тоа да ни кажа, треба да ги прифаќаме оние работи кои се во духот на нашата православна вера, а никако против нашата православна вера. Но, за жал, преку материјалното, за да не биде поубаво, да имаме повише пари, поубави коли и тие технологии, ние треба да се пазиме да не изгубиме душата. Добро, од друга страна, па Христос никогаш не ни ветил нас лесен живот. Така. Зашто ние како да очекуваме дека ние сега мора да имаме не треба да имаме лесен живот, него баш треба да имаме тешко живот. И треба многу пати кога ни е добро, ака лесно животот, ние треба бараме од Бога да ни прачи искушенија. За да прашаме зошто ни е толку убаво. Да, зашто тоа не е добро. Да не се навикнуваме толку. Да. Современиот свет нуди успех, моќ, контрола, рековме. Што нуди Христос, што оди спротивно на таа логика? Па Христос прорекол, што е најбитно за сите нас се, вика, барете го прво Царството Небеско, тоест Бога. Ние, кога да си живееме во духот на нашата православна вера и она што Христос ни го открил, ни го дал, сето друго ќе биде за наше добро. Материјалното, ако материјално не е зло, она што тоа е потреба за човекот, душа и тело, тоа е потреба за телото. Во денешно време се е полесно да се спечали за разлика од порано. Ние имаме проблем со дозирањето. Да, малку повеќе духовно да се дозира. Добро и материјално. Така, после тоа, што види, ако сме со Бога,
и она што Бог го бара од нас. И ми кога е душата радосна, спокојна. За телото ќе ми иде уште поубаво. Така, да. Владиката Пимен овде во емисија рече дека и Христос доколку би се родил, доколку би дошел сега после 2000 години во денешново време, би изгледал веројатно поинаку од она што ние го знаеме пред 2000 години и би се однесувал веројатно поинаку од она како што се однесувал тогаш, прилагодувајќи се на модерново општество. Како вие го замислувате сега доколку Христос би бил? Што подразбира по модерно? Дали модерно, ова што имаме прилагодности, нели напредна технологија. Современо, да речеме. Така, да. Да. Ама со сета таа технологија, со сите тие возила, со сите тие, нели, вештанички интелигенции, чуда. Христос е дојде, он пак ќе биде ист, но он кога дошол прв пат, нели дошло кога се исполнила полнотата на времето, кога човечкиот род веќе не е ни брат за брата, но и убаво каже се ова време исто е, нели, време кога луѓето се оттргна од Бога. И затоа реков дека за денешниот човек времињата на второто Христово доаѓање и она што следува пред Христовото доаѓање ќе бидат многу пострашни за човекот, у смисла што човекот го нема Бога у себе. Го избракаме, нели, Христа, не живееме со Бога и тоа што сега сме многу слаби и си е многу лесно на мала неприлика ќе се откажуваме од Христа. Нели, конкретно не лично за некого, нели, но во голем дел и доста поголем дел би се откажувале од Христа за разлика кога се ширило христијанството, нели, после Христовото, нели, вознесение, тоаш луѓето верата растала, луѓето не се плашеле за својот живот. А ние сега далеко од Бога, ние сме многу слаби. И иначе Христос, он си е ист. Него ние луѓето. Не, добро, веројатно сакаше да каже во каква форма би го пречекале ние, би го запознале Христос. Па исто како што сигурно нема да дојде по партизанска како што бос. Во голем дел ќе земат зборам за светот глобално, не само наша Македонија. Па исто кога, нели, кој ќе народот кој бил сведок на неговите чуда, кој ќе биде наговорен, после го расти го, и ние ќе земеме па да го раснеме. Бидејќи, нели, тоа е за жал, тоа е наша човечка природа огрековена, далеко од Бога. Така, да. Добро, за многумина, после Бог, свештеникот е првата слика за црквата. Колку односот на свештениците влијае врз верата на луѓето? Многу. Односот на свештеникот, неговото несуње, кој што кажа, нели, богослужбите, односот на кон богослужбата, односот према другите црковни потреби, венчание, крштевање на погреби, поуки, значи се она што е поврзано контактот, нели, на свештеникот со верникот, се тоа има големо значење. Сега и ние свештениците, дали сме луѓе, склони да грешиме и многу од нас грешиме, но треба се чуваме од соблазна. Што е соблазна? Конкретно се примесно свештеник, сум пошол некој дом да светам водичка, сум под дејство на алкохол, се освеќам на алкохол, зборувам неприлагодни зборови, такви работи, значи треба да се чуваме од тоа. Ние си изрече склони да сгрешиме. Човекот и свештеникот е човек, но се може да сгреши. Но наше неоправдување за свештеник кој греши, но односот на верникот према свештеникот, општо не сме према свештеникот, наше е да не судиме и осудуваме, е на Бога. А наше како свештеник кој што се моли за верниот народ, за верниците, така и верниот народ треба да се моли за својот свештеник, да Господ му дава сила да го крепи, дали да го чува од тие слабости кои го наведуваат, дали на грев. Значи свештеникот, тоа е борба. Тоа се искушенија. Затоа не треба, живејќи со Бога, молитвено и барајќи од Бога да не чува од тие искушенија, нали, ќе бидеме добар пример пред верникот и свештеникот со своето добро несување. Нали, ќе допринесува и да има повеќе
верници, нели, и во црквата и народ, зашто денеска луѓето конкретно ако видат некој сеќа греш, ја фело не идам од црква, зашто ради попот? Што е погрешно. Никој во црква не тука не треба ли попот да се запраша, луѓе не доаѓаат заради мене. Така, да, кажато, значи, треба да има и сама дисциплина, само контрол и само осудување. Чека да се приспитаме, зашто човек, значи, се може да сгреши. Дошол кај некој, нели... Зошто мора да секојаш да се биде трн во нечие око? Еве, спомнавте пред малку соблазна. Ако толку се шират критики во македонското општество од страна на верниците дека им пречи и дека кога ќе видат свештеник со скап джип од 100.000 евра, Нема тако, нема. зошто некој би го направил тоа? Нема, еве, ако има некој со джип со тие пари, кој ви кажа, Добро, ама постои тие критики, нели? Джип и поп и одат во иста реченица постојано. Ама тоа е злоба, знаеш. Кој е наш најголем непријател? Од нашиот народ изроди. Кој се изроди? Кој се откажал православието, отишол во некоја секта и он сега си осеко коренот, ама таму кај што почнал се докаже, он фрла дрва и камења на врз свеченикот и црквата и ладиците. Но за жал, еве конкретно порано сум бил во емисија кај Томич новинарот и ќе се јави емисија живо и ќе се представи како голем верник или верничка, зависи, па кој ќе почне по джипови, ова, тоа, а мораме да бидеме, не треба свеченикот никош да дозволи да покаже славост. Ја тоа што јасно велкам, кога биделе луѓето со магари и конји по улици, па да помине попост. Не, тоа не е решение. Тоа би било, нели, чудно, а сега тоа е повеќе, значи, од злоба. Значи, од злоба тие се иначе верникот никош нема да каже лошо за свој свештеник. И што е вистината? Верата ја чуваат, не кажам сиромавите, обичниот свет ја чува. Нели? И ја чувал и ќе ја чува. И исто и они чува, се стапуваат во бракови и раѓаат деца. Тие што имаат пари, богати, они и многу и не ни чуваат деца. Но конкретно на црквата напаѓаат тие што се откажале православието. Прав. Тука не се согласувам дека баш така сега, дека Добро, и да е православен, ама колку е верник. Кој му дане во право да... Што има врска дали сум верник или не, ако јас ве видам вас со джип од 35.000 евра? Така. Што има врска дали сум јас верник или не? Тоа е фактичка состојба. Ама ако да се нашалиме, ако е така, значи сме богати, богата држава. Богата црква. Дај Боже, не. Црквата економски е, значи јас сум осетилија, црквата колку има приход, приближен расходот. И другите цркви. Кој влага во црквите? Сиромавиот човек, да не ко увреда, обичен свет. Тие што имаат пари ги нема нигде. Кај пример се тој што има фирма Бога да дојде за Велиден, па да остави некоја паричка погрема за црквата, па да на свещениците спомни се оче за моето семејство, ги нема нигде. Прилогот е од обичниот свет. И не може да биде црквата богата. Да. Добро, сакате да кажете дека МПЦ живее од свеќи продавања и од тоа што ќе остават луѓето? Па вака, значи, црквата што обстојува. Нели на икони народ остава прилог пари, се остава се носи зејтинче, се носи дарови, тоа после нели луѓето се продаваат, но и го купуваат и осветите што нели се продаваат, имаме нашата свечеливница, црквата се зима. И тоа што има собствени хотели, и тоа што има собствени згради, деловни објекти, паркинзи, кои што собствен хотел кој Струга? Во Струга ли беше? Не, ама тоа е дадена управа на, мислам, нели други луѓе. Така нека биде. Ама дај Боже да имаме, зашто па треба да имаме. Не, имате, само нешто што создава постојана соблазн дека кај граѓаните. Имам полу 18 години старо, би сакал да си имам ново, ама не можам. Не, сакам да кажам, не зборам конкретно за вас. Општо зборам за нешто што создава соблазна и неубаво чувство кај верниците, зашто упорно да го правиме, мислам, нема. Вака, значи Мартин имате. Да. Јас сум 40 години свештеник. 90 свеќеника сум Скопје, ја ги знам. Ако има некој може некој половно пример да има 2-3 свеќеника, ако што знам, тоа е само пропаганда.
дека свечениците имаат џипови. Ете, дај Боже да имаме. Значи не богат народот. Добро, освен тоа, финансискиот дел, постојат и критики дека свештениците знаат да бидат и дистанцирани од верниците. Каде е границата меѓу духовниот авторитет и човечката блискост со луѓето? Не, па, си изборам конкретно за себе. Јас мојот однос према верници, кај сме били на парокија. Треба другарски однос да имате со верниците, претпоставувам. Не, се си одредена мера. Со некого зависи сега, ќе се нашали, со некој ќе бидеш построг. Има разни начини според карактерот на човекот и свештеникот се не ми е крути. Или да бидеме секој она озбилни. Озбилен према дадена личност. Так. Се нашалиме со него веќе доста време кои сме, може има 20-30 години духовни чеда, со нив, ама сепа тоа, мора да има граница, што не сме дистанца, па да. Добро, луѓето најчесто доаѓаат кај свештеник, кај конкретно кај духовен отец, кога им е најтешко. Колкава е одговорноста што тогаш носи свештеникот и може ли таа да се спореди со професијата психологијата? Сте на еден начин психолог на тие луѓе? Да. Види, на сите нас ни е потребен разговор. Но па ќе кажам, има психијатри и психијатри, има свештеници. И тука, значи, треба ние сами да, гледачи свештениците, кој свештеник да појдеме на разговор. Може секој свештеник да биде духовен отец? Па со самото, раковаѓање на свештенички чин, он е духовен отец. Сега види, пример, некој нема дарба, може да нема помлади, и ние сме, се надградуваме, но сепак, Бог, во даден момент секој што ни дава како што да кажеме. Тоа сум го доживеал. Вие што го кажувате, тоа веројатно всушност е зборови. Христос кажа, вика, не грижете се, вика, што ќе зборите, ја ќе зборам, само бидете со мене. Ама ако кажам, од искуство, стана така. Тоа има прилики и неприлики. Што е битно, свештеникот не треба да дозволи никој да се испровоцира, да се изнервира. Значи, тој човечка, ако се испровоцира и нервира, тогаш он ќе каже... Да не ви изнервирав за џиповите? Не. Ја би рекол, би се радувал да имам себе пари да купам едно ново поло, нели? Треба се внимава, нели, да не дозволи да испровоцира, да не каже... И да се чуваме, како што каже, од соблазни. Самокритиката е знак на зрелост, а каде црквата денес треба да најмногу да се преиспита самата себе си во своето работење? Па, види, зборам за свештениците, што се црквата и без свештеници, не може свештеници без црква. Да си бидеме повеќе одговорни, со нашиот однос, кој што кажа, со богослужбите, разговорите с луѓето, да бидеме, да се трудиме да биде нашиот однос кон верникот прилагоден во духот на нашата православна вера. И со нашето, кој што каже, и беседи, и говори, и разговори, да луѓето ги придобиваме за да... И треба ли подобар маркетинг на црквата во однос на тоа, на привлекување на верници, да биде поприсутна на социјални мрежи? Така, во сегашно време, кој што има телевизии, за разлика, реко немало, ние многу малку ги користиме медиумите за не пропаганда, но за нашата света православна вера, за да бидат во црква и икс работи, да поучени. Еве, кај знам конкретен пример на сајам на книгата. Штанче на МПЦ некаде таму забутано во некој ќоше што не можеш да го најдеш без да прашаш 5 мина пред тебе. А другиве што се, например, Јеховини сведоци имаат на самиот влез на огромен штанд, кој што препон со луѓе, со насмејани. Они сега нешко збориме тоа за економија, они се многу и економски моќни. И се знае кој ги чува. Да зборам секташиве. Што има да... Па не може да се дозволи на тезга. Добро, тоа сега не можам јас кој свештеник парокице тоа да коментирам. Али порека, види, ние не сме имале, кога сме учеле школа, не сме имале книги. Претежно ни диктирале професорите, дорам тоа 77 година кога беше Југославија, литература, па исто и браќа Срби. Може малку од нив сме зимале тоа време, но веќе се почна, беше комунизам. И Русија, и Србија, и ние. И сега во наше време има веќе на македонски црквена литература.
сега не иде така лесно, знаеш, мора малку и трпение, но и повеќе труд за тоа да се направи за да народ што повеќе да чита. Ама сега и многу ретко читаме, не само црковна литература општо. Да. Добро, го спомнавте времето на комунизмот, се чувствуваат уште тие последици? Се во денешно време во однос на црквата? Конкретно кај нас збор Македонија, јас сум имал лошо искуство, примери како дете и кој свещеник кој стана 84 година. Не се има проблеми, пример, нешто од комунизам. Се зависи која професија што би луѓе може имале, полицајци, војна лица, но ја пример не сум имал, јас сега не верувам, ака се убедување. Има луѓе кои на времето уште кои се живи пензионери да бил војно лице или полиција, ама нема човек кој да нема поим за Бога. Него поише идеолошки тоа, се нудеше, но пак нема колку и да е против тоа, кога дојде моментот пак ќе се помоли на Бога. Нема друго. А заграми, аде до Боже. Така да. Значи Зоран, вие наскоро одите и во пензија за неколку месеци. Ви посакувам навистина убав пензионерски живот. Што значи пензија за еден свештеник? Види, сега онаќе ни фали, добро се мина богослужби, ќе одиме да се причестуваме, ама се фали работа, ја искрено, ја сакам работа, уживам, кажано, ми е само убаво и на душата, па и телото, и секој после секој литургија сум радосен, па си пееме песни, ако нема образки, таму, ќе фали, но ќе се привикнуваме. Со Божја помош, он само нека не крепи, нека ни дава здравје и нека биде мир у свет, дали? Така, и другото само, да. Добро, ние сме при крај со емисијата. Навистина ми беше мило што бевте денеска дел од Попкаст. Се надевам дека бевте и вие задоволни, а и самите гледачи. Бог благослов, значи ќе почне Велијанскиот пост, да се го со Божја помош испостиме, да се дочекаме Свето Христово воскресение во мир и радост и да има слога во семејствата и даде Господ да што млади веќе не се женети мажени да стапат во брак, да чуваме деца како што нас ни изродиле, да и ние изродиме синови ќерки. И помалку во страв. Да, стравот кој што човечка особина, нема страв. Грижа нема. Двине со Бога нема да има ни грижа ни страв. Да оставиме работите на Бога. Да. Драги гледачи, фала ви вам што бевте со нас, па се гледаме следниот пат. Поздрав!